По повод големиот национален празник, Денот на народното востание, кога во Прилеп и Куманово на 11 октомври во 1941 година пукнаа првите пушки, со што се означи почетокот на македонската вооружена борба против фашистичкиот окупатор, општина Прилеп 72-та годишнина од овој светол датум ќе ја одбележи со низа пригодни манифестации и свечености. Чествувањата традиционално започнуваат во пресет на историскиот октомври, односно в четврток на 10 октомври. Во 10 часо ќе имаме традиционална кафе средба со борците од борачката организација на општина Прилеп, кои што и се носители на некој начин на овој празник, бидејќи и тие биле учесници дел од оваа антифашистичка револуција. Во 12 часот имаме формирање на македонско знаме, тоа е веќе традиција, трета година со ред од страна на средношколците и основците. Во 12:30 имаме свечено отворање на фестивалот на медот, плоштад Методи Андонов Чентов, кој што исто така традиционално се одржува во градот, во нашиот град. Секако и оваа година нема да изостане ниту импровизираниот напад на градот, како и спектакуларниот огномет, пошто ќе следува концерт на тајзи и изложба на слики вевчански видувања. На денот на празникот, кој е и на работен ден во државава, покрај редовното полагање цвеќе пред спомениците на револуционерните великани, ќе биде промовирана и интернет зоната во паркот на револуцијата, а ќе се одржат и планинската трка Крали Марко Трейл, традиционалната изложба на автомобили и изложбата на воен оружје и опрема, а најавено е и присуството на председателот на државава Ѓорѓе Иванов. Во воената изложба ќе учествуваме со 22-3 точки од воената техника и опрема на вооружувањето на армијата на Република Македонија. Значи тука ќе бидат опфатени средствата со која борбените средства со која располага армијата од артилеријата, од пешадијата, од специјалните единици, од интендантската служба. На 3 локации во центарот на Прилеп ќе имаме демонстрација на вештините на алпинистичките тимови од единицата за специјални операции, на боречките тимови од единицата за специјални операции и една точка демонстрација на вештините од службените кучина со кои располага армијата на Република Македонија. Љубителите на шахот пак ќе уживаат во брзопотезниот турнир во шах, а ќе биде пуштен во употреба и патот во населеното место Шелеверци. Трите вечери, почнувајќи од петок па се до внедела, ќе бидат резервирани за богата културно-забавна и музичка програма која ќе се изведува на Камената бина.